Премиерот Мицковски најави инвестицијски циклус од 6 милиарди евра. Договорот со Велика Британија ќе се подпише следната недела. Треновски, што би значело ова за македонската економија? Видите, секој пристап до средства свежи, посебно капитал кој би дошол во нашата економија, кој би се употребил за капитални инвестиции, позитивна порака за нашата земја. Имајќи превид дека имаме ограничен пристап до капитал, дека имаме простор значаен за да ја подобриме и инфраструктурата, и во социјалата, и во здравството, и во образованието и така натаму, така да секоја ваква информација е особено важна за нас. Имајќи превид дека станува збор за значајна сума на средства, тоа е некаде околу 40% од нашиот бруто домашен производ, скоро колку нашиот буџет. Меѓутоа секогаш се отвараат неколку сегменти, ние економистите низ неколку аспекти треба да го погледнеме оваа информација. Најпрво во контекст на структурата. Знаеме дека сумата е значајна, меѓутоа е во структурата. На кој начин ќе доаат овие средства, дали ќе бидат заем, дали ќе бидат грант дел, дали ќе бидат донација во еден дел, дали ќе бидат јавни приватни партнерства. Особено важна работа е како ќе се комбинира нивното реализација, дали ќе бидат домашни, дали ќе бидат странски фирми. Спомна премиерот 70-30, што е особено важно, меѓутоа еве да видиме на кој начин ќе се одвива тоа. Тоа ќе биде особено важно. Во колкав период ќе ги повлечеме тие средства, колкави ќе бидат фискалните ефекти од нив. Значи се отвараат некои прашања за кои се надеваме во следните денови ќе добиеме одговор со цел да можеме детално да ја елаборираме од економски аспекти целата слика. Втората работа особено е важна. Како и на кој начин ќе се апсорбираат, каде ќе се употребат тие средства, односно сме имали во минатото, имаме прилив на средства, имаше дел за општините и така натаму, свативме дека имаме секоја ваква иницијатива за да биде максимален ефект, оптимален да постигне, е неопходно да има паралелни реформи со делот на пристигнување на тие средства. Видовме дека имаме ограничување во јавната администрација, во тендерските постапки, во начинот на планирање на капиталните инвестиции, во начинот на изведување на капиталните инвестиции. Значи кога ќе дојде таа сума, ние мораме системот да го прилагодиме. Мораме да направиме систем за управување со капитални инвестиции. Мора да ги зајакнеме институциите во делот на јавните набавки, да ги подготвиме домашните компании и изведувачите со цел максимално да го искористиме. Да не се случи тој период да се одложи, да дојде сметката за враќање, ние да не биме подготвени. Трета работа, која е особено важна во оваа насока, е планирањето, односно како ќе бидат распределени тие средства. Добра работа е што спомна особено премиерот, дека ќе бидат во Кичево, во Штип болницата, студентски домови ќе се градат, значи ќе бидат диспрезирани целата земја. Многу е важно какви ќе бидат проектите, да не бидат само во центарот, да не бидат само во главниот град, да бидат проекти кои ќе носат на долг рок поврат, да не е само на краток рок додека се изведуваат. Меѓутоа инфраструктурните проекти, карго, кои се спомна капацитетите и така натаму, тие ќе имаат значајни ефекти. Меѓутоа ние мораме системот на планирање на овие капитални инвестиции значајно да го подобриме. Верувајте, до сега сме имале повеќе проекти, мора јасно да се елаборира, транспарентно се надевам од владата, зошто сме ги избрале тие проекти, зошто сме го избрале таа инфраструктурна рута, дали имало друга, значи конечно да го отвориме за да се врати довербата во институциите и во проектите кои ќе се реализираат. Особено важно во оваа насока е покрај сите овие работи кои ги спомнавме, е значајно поврзуваме. Имаме еден стратешки документ кој го донесовме во нашата земја, тоа е Националната стратегија за развој. Таа е 20 годишен документ со кој утврдивме дека ќе го дуплираме економскиот раст ако се реализираат најголем дел од проектите таму. Неопходно е да се поврзат ваквите средства, финансиска поддршка со дел од ваквите национални стратешки документи кои ги имаме, да ги поврзаме со цел ние да можеме да имаме водилка последните 10 години, 15 години, кајде и да можеме да ги мониторираме резултатите од овие проекти. Премиерот спомена дека каматата е поволна, не соопшти колку ќе изнесува, меѓутоа кажа дека 2 години ќе има грејс период, односно првата рата за враќање на овој заем ќе биде некаде 2027 година. Што ќе значи ова? Видете, за да биде економскиот ефект оптимален и голем, ние сме мала и отворена економија, мал пристап, односно импулс на капитал. Ако е правилно употребен, може да направи прилично голем обрт. Ако привлечеме паралелно дополнителни странски инвестиции, ако се ангажираат приватниот сектор, спомнавме 70% од домашни. Значи ако се направи систем со кој оптимално ќе се употреби капацитетот на нашиот приватен сектор, ќе се стимулира домашната потрошувачка, ќе се активираат сите капацитети кои ги имаме. Институциите мора да станат поефикасни. Се спомна дека и дигитализација и јавни услуги ќе се подобруваат. Значи тоа е паралелен циклус, меѓутоа верувајте исклучително тешко ќе биде, мислам ќе има многу голема енергија за да се менаџира целиот овој процес. Тогаш може да имаме значаен поврат на тие средства и ќе можеме да го враќаме. Пак да спомнеме, не знаеме дали целото е кредит, колкава е каматната стапка, дали ќе има грес период, дали ќе има грант, можеби и донаторот, односно оној кој ги дава средствата, ќе учествува и ќе ни помогне во капацитетите за имплементација со цел да можеме многу побрзо да направиме обрат на овие средства. Меѓутоа, реформите мора да одат паралелно со имплементација. Апсорбциониот капацитет на средствата е исклучително важен. Гледаме дека капиталните инвестиции до сега реализацијата во претходните 2 децении е исклучително слаба. Ова не смееме да си го дозволиме ако сакаме да имаме ефикасен систем и да имаме оптимален ефект. Имаат ли капацитет институциите за сето ова да се апсорбира?
онако што го спомнав, имаме капацитет. Делот ако го подобриме, првата е најважна точка. Планирањето, каде би биле и кои се тие оптимални инвестиции. Дојдено е време кога мора транспарентно да се врати довербата во институциите и да се каже зошто определени капитални проекти и така натаму се избрани и кој ќе биде ефектот ако ги изградиме тие. Гледат, имаме до Свети Николе, се гради автопатот до Кичево, верувајте, движењето на луѓе, движењето на стоки има енормни ефекти инфраструктурните проекти. Значи, меѓутоа тоа мораме да го елаборираме, да го видиме низ бројки, односно да сватиме колкав е нашиот капацитет. Тоа ќе го покаже и бруто домашниот производ колку ќе расте, меѓутоа ќе покаже и колку ни е капацитетот да го вратиме долгот. Така да јас мислам дека имаме капацитет, меѓутоа пак како што спомнавме, напорот и организацијата треба да се мобилизира целата јавна администрација и сите ресори на владата со цел ова да успее. Треновски, дали треба да стравуваме дека енормно би се зголемил јавниот долг? Јавниот долг, да ги добиеме деталите, кои ги спомна премиерот, и ќе знаеме што калкулираме. Да видиме каматната стапка, да видиме формата на кој би дошли тие средства и ние можеме да утврдиме јавниот долг колку би се зголемил. И тоа да имаме една предвид работа. Јавниот долг е во однос на бруто домашниот производ. Значи тоа е некој индекс. Ако го зголемите бруто домашниот производ и по повисоко ниво на јавен долг, тоа значи дека ќе биде помал. И обратно, ако им се случи некој шок меѓународен, ако бруто домашниот производ падне под било кои причини, процентот на јавен долг расте. Така да ние најважно е она да го видиме капацитетот за долгорочен раст на економијата дали ќе го зголеми. Добриот економист секогаш гледа 2 чекори позади. Не гледа што ќе се случи следната година или растот во преходата, гледа што ќе се случи во следните 5 до 10 години и кои се последиците, се разбира од ова. Ви благодарам.